Кога дојдов тука во студентскиот, прво нешто кое видов собата се шокирав, си почнав да плачам, си видам што е ова, кај ќе живеам. Ама после тоа сватив дека тоа е реалноста и почнав да средувам. Средувавме цел ден. И си велам на крајот од денот, ај ќе одам да се истуширам. Одам во ВЦ, во бања, и гледам нема топла вода. Се туширав со ладна вода, добро ми дојде после целата прашина на мене, ама беше ептен ладна водата. И еве веќе, не знам, откако сум дошла до сега, одам во другиот блок и таму се туширам, пошто таму вецињата се заеднички на спрат се и можам да одам кога сакам. Не му сметам на никој. Таму имаше топла вода. На почетокот и таму немаше, па се снаоѓавме со ладната тука. Ностоп се жалиме, но ни викаат дека ќе се реши проблемот после 1 октомври. Прво беше дека наскоро следната недела, а потоа јас бев пред една недела прашав, рекоа после 1 октомври, така да до 1 октомври ќе одам во оваа зграда, таму ќе се бањам. Нефтина варијанта е да седиме овде, за 3.500 добиваш и смештај, и храна, и вода, и струја, се ти е платено. Условите се стварно катастрофални, ама подобро од тоа не можам да си дозволам. На надлежните малце да се преиспитаат во какви услови ги пуштаат нивните академски граѓани да живеат, пошто вака, после години поминати во ваков живот, не знам дали би сакала да останам да живеам во Македонија или ќе барам некаде на друго место каде што едноставно ќе можам мирно да си легнам без да мислам дали Федорот ме боцка во грбот. Овде сум веќе половина месец и немам основни услови за живот, значи одам кај другар да се туширам во друг блок, бидејќи во мојот блок нема топла вода.